Почитувани, катастрофалните трендови кои ја орнисаа македонската култура во изминатите 4 месеци кулминираа со последното тешко понижување на филмските уметници и македонската филмска индустрија. Откако погази и понижи се што беше вредно во областа на заштитата на културното наследство, како основа на македонското достоинство, откако ја изложи на подсмев и презир македонската национална историја, и откако се согласи на незина понижувачка ревизија од страна на соседите, Ала Ѓозовски и неговиот ментор Зоран Заев се нафрлија врз филмската фела. Со одлуката Република Македонија да нема свој представник во трката за престижниот Оскар на Американската филмска академија, Ала Ѓозовски и Заев ги понижија филмските работници во земјава и ја покажаа својата цврста решеност да нанесат удар и во овој сегмент на културното живење. Покрај Лабина Митевска и Горан Тренчовски, како режисери на двата национални претенденти за Оскар, кога денот немаше име и Златната петорка, со македонското неучество во трката за Оскар, Ала Ѓозовски и Заев згазнаа и врз достоинството на буквално сите филмски работници во земјава. Во прилог на ваквиот самоуништувачки однос на актуелниот владеачки естаблишмент кон филмската индустрија, говори и податокот дека буџетот за поддршка на филмски проекти годинава е намален за цели 30 милиони евра. Граѓаните на Република Македонија, но и филмските работници многу добро знаат дека ваквите непромислени и самоуништувачки чекори за македонската култура ќе доведат до потполно уништување на филмската индустрија во земјава. Граѓаните со право се прашуваат кому тоа му пречи македонскиот филм и неговата промоција надвор од границите на државава. Само за подсетување, во времето на владата на Никола Груевски, во период од 2008 до 30 мај 2017 година, завршени се вкупно 147 филмски проекти, од кои 112 со македонски мнозински удел, и тоа 25 долгометражни и 87 краткометражни филмови, а уште 30 долгометражни и 5 краткометражни филмови каде Македонија има малцински удел. Ова е фрапантната разлика во состојбата со македонскиот филм од пред само 4 месеци до сега. Паролата "Дојде живот" се покажа како погубна за целата македонска култура, а особено во делот на филмската уметност која доживува драматични падови во сите нејзини сегменти. Почитувани, оваа насилно формирана влада многу брго ќе го доживее својот крај. Со тоа ќе запре агонијата на целото општество, вклучувајќи и културата како еден од неговите основни детерминанти. Првиот чекор за враќање на државата кон нејзините основни вредности ќе биде направен на 15 октомври, кога со голема победа на локалните избори ќе започне процесот на враќање на државата. Ви благодарам за вниманието.